Кажете ни прво, кои се вашите активности? Активности на комората се да се заштитат занаетчиите, значи во интерес се работи на развојот на занаетчиството, соработуваме со Министерството за економија, соработуваме со UNDP, соработуваме со други установи, со владата на Република Македонија, со наши барања за што помалку оптеретување на занаетчиите, бидејќи сепак занаетчиството е еден многу битен елемент во развојот на нашата држава, на нашиот град и уопште, значи во интерес на развојот и на туризмот и на многу други работи. Кој е вашето согледување? Зошто старите занаети изумираат, а се појавуваат некои нови посовремени? Па моето согледување не е само мое лично согледување, туку е тоа согледување и на нашите членови. Изумирањето на занаетите се должи и на самото време, бидејќи се работи веќе многу занаети се работаат со софистицирани, значи алатки за развој на занаетчиството, додека старите занаети самото време ги гази, народот помалку има потреба од такви работи. Едино што може тука да се прави е тоа, значи да се заштитат тие на некој начин, да не се оптеретуваат со големи давачки, да не се оптеретуваат со фискализација и така натаму, туку да се подпомогнат самите тие да опстојат, да работат во интерес и на развојот и на туризмот во овој регион, да речем, а и во регионот на целата држава наша, значи. Вие како занаетчиска комора и воопшто државата, има ли стратегија за заштита на овие занаети? За сега се работи се уште за заштита, значи, на овие занаети, да може да се изнајде начин и решение на кој начин ќе може да бидат тие заштитени, да не бидат, како што реков, оптеретени, а да опстанат, значи, како куриозитет, значи, во местото на своето делување каде што работат. Можете ли да ни издвоите од старите занаети кои биле најзастапени во нашиот регион, а кои пак сега се во подем? Па во минатото, бидејќи повеќе години веќе работим, скоро 30 години со овој дел, значи можем да кажем дека порано имаше многу поширока лепеза на застапени занаети. Имаше застапени занаети како на пример ковачи, налангџи, самарџи, воденичари и кујунџи, да речеме, ситари, решетари, производство на дрвени алатки за употреба, за исхрана и така натаму. И тоа денеска веќе тие се занаети во изумирање. Потребата, значи, на граѓаните од тие занаети е се помала. Се знае зошто денеска нели се оди кон се помодерно нешто да се искористи, додека денеска како позастапени занаети се услужните занаети, автомеханичари, овие фризери, бербери и слични, значи такви занаети. Градежниството исто така е застапено доста во овој регион. Имаме доста такви што се регистрирани кај нас, а се регистрирани и во Централниот регистар како трговци поединци или како правни лица, но како приоритетна дејност се и наши членови, значи така да можеме слободно да зборуваме за бројот на што е присутен на теренот во Тетово. За да опстанат занаетите треба старите мајстори својот занет да му го пренесат на некој помлад. Има ли интерес кај младите да се занимаваат со занет? Кај младите има и нема интерес. Многу поретко се случува да се сретнам со ситуација кога се врши пренос, значи, од колено на колено. Од родителот, како веќе денес, да речеме, пензиониран, да го пренесе занаетот на своето дете, и тоа децата ми се чини дека послабо се заинтересирани за да продолжат со тој занает, посебно ако тој не е толку доходовен или е пак занает кој што стагнира со својот развој.